додека немаме комисија која што е главна алка во примената на овој закон, се до тогаш сметам дека овој закон е делимично само применлив. Едно од работите кои што сметам дека се многу важни во однос на надлежноста која што има комисијата, тоа се преземање на активности, промоција, заштита, превенција на еднаквоста и недискриминацијата. Потоа комисијата ја следи примената на самиот закон и дава мислења во однос на незе. Прво е Уставниот суд, каде што може да поднесете барање за заштита, индивидуално барање за заштита од дискриминација врз основа на член 110 алинеја 3 од Уставот, но во овој дел Уставот е многу потесен во однос на законот, односно не ги предвидува родовата еднаквост и сексуалната ориентација како можности за утврдување за дискриминација. Согласно новиот закон на претходниот состав на комисијата, мандатот им престана во август 2019. Ова значи дека граѓаните остануваат најмалку 8 месеци без првото специјализирано тело за заштита од дискриминација. За жал, ова е еден показател дека заштитата од дискриминација не е приоритет на политичарите, иако нели декларативно секогаш ќе се заложат за владење на принципот на еднаквост и недискриминација, меѓутоа во пракса не успеа да изгласат нови членови на комисијата, иако многу граѓански здруженија апелираа за тоа. Од распуштањето на претходниот состав преку објавувањето на огласот за нови комесари па се до распуштањето имаше доволно време да се изберат, меѓутоа не се знае.